Пратеници кои гласаа за промена на името на државата на слобода, а обични смртници осудени на драконски казни затвор. Селективната правда е полош од неправдата и токму тоа е причина адвокатите Драган Пешевски, Јанаки Митровски и Петар Тимовски да поднесат предлог закон за амнестија на осудените за 27 април. Законот веќе е однесен во собранието и пратениците се на потек дали ќе изгласаат слобода за според многумина неправедно осудените. Според Митровски неправдата е што големите играчи биле ослободени, а обичните луѓе осудени на драконски казни затвор. Тука говориме за пратениците кои што на овој или на оној начин го поддржаа промената на уставот и сето тоа остави еден огромен вкус на неправда во целокупната јавност, да оние што и условно речено се на некој повисоко ниво во хиерархијата на политиката не само што не одговараат, туку се и амбасадори, успешни бизнисмени и така натаму, додека оние кои што се, да речеме, на дното на хиерархијата или така наречени обични смртници заглавија на сериозни казни затвор. Драган Пешевски вели дека не смее да има селективна амнестија, што беше случај во овој процес. Според него, воопшто делото не може да биде терористичко загрозување на уставниот поредок, но со овој предлог закон целта била да се исправи една неправда, каде едни луѓе биле ослободени, а други заглавени за решетки. На сите ни стана јасно што и како. Оној што го овозможи влезот во собрание, на целата група граѓани кои што влегоа, беше ослободен, а оние кои што буквално само се прошета низ собрание беа осудени за тероризам. Ја имам проблеми со правната квалификација како бранител во предметот и не се сложам со истата, но тоа не е цел на овој закон. Цел на овој закон е да се исправи неправдата која што беше направена со претходниот закон за амнестија донесен за време на трајање на постапката. Митровски е на ставот дека оние кои влегле во собранието сториле кривишно дело, но не она за кое се осудени. Според него, овие 5,5 години, а додека евентуално би поминал овој закон во собранието и 6, се сосем доволна казна за стореното на 27 април.